Двојната страна на главниот град се повеќе доаѓа до израз, особено кога се ближат локални избори, се што било заборавено со години тогаш се маскира. За некогаш ако остане некој денар да се санира. И така е со години, тоа секој може да го воочи ако направи една обиколка низ Скопје. Тоа го потврдуваат и граѓани од некои населени места, велат дека со години се жалат за лошата инфраструктура, но залудно. Ченто, Автокоманда, Бутел, Радишан и Чаир се само дел од населбите каде постојано недостасува нешто, што во 21 век е срамота. Асфалт, тротоари, улично осветлување, детски игралишта, искосена трева, градинки, нови па дури реновирани, инсталација за одведување на водата се само дел од проблемите со кои постојано се соочуваат. Посочуваат дека иако многу пати тропнале на вратата на градоначалниците, добиле само ветувања. Од инфраструктурата нема ништо, овде един од Тито, више нема. Навамо ете, ова ти било, тоа, другата улица било, може некои дупки понекаде, а поготово во втора македонска бригада све ископана. Еве 10 години ќе правиме ова, ќе правиме она, ни тоа, ни ова. Само светлата што менјале низ паркоите нешто, друго не гледам дека правиле. Иначе треба све да има и за децата паркови да има. Сега почнале и да градат паркови, да ги рушат, да прават згради. Наместо парк, руши тамо, сечи дрва што има и прави згради за своји интереси. Да повеќе улиците, тротоарите да се реновираат. Фали поголема хигиената фали. Да се среди урбанистиот план, тоа е најважно. Сега за сега не сум задоволна, затоа што не знам, зеленилото не се одржува на време, нешто сметот не се подига од пунктовите, така да може да биде подобро. За разлика од овој регион, сосема е различна сликата во населбите на другиот крај од градот. Урбани простори, зеленила, некаде повеќе, некаде помалку, детски најсовремени игралишта, комплетно реновирани градинки, училишта, улици без ниту една дупка. Граѓаните од центар, Карпош, Влае, велат дека за ништо не би менувале својата локација на живење. Проблем со кој тие се соочуваат во последните неколку години, велат дека е масовното градење на згради кои многу често никнуваат и на зелени површини. Болја општина нема у Македонија. Перфектно. За се грижат, мислам, свакај час. Па има проблеми многу, како нема проблеми, има проблеми со паркирање. Нечистотијата е еден од главните проблеми, искрено да ви кажам. Значи улиците се многу нечисти, за разлика од многу други градови. Градоначалниците поради летните одмори остана недостапни за одговор дали во наредниот период ќе направат многу повеќе за нивните граѓани да се чувствуваат удобно и во своите општини.